И нова тема во продолжение, како што веќе најавивме пред вестите во 9 часот, Европската унија дозволи користење прашок од инсекти во храната. Ке имаме и соговорник во студиото, но при тоа прилогот на колешката Симона Илиевска. Како воват? Прашокот од инсекти третиран со UV зраци може да се користи во храната во Европска унија, одобри Европската комисија. Станува збор за прашок направен од ларви од цели мелени црви. До 4% од ова може да се меша во различни видови храна. Според новата регулатива на Европската унија, тоа може да вклучува леп, колачи, тестенини, но и производи од компири и сирење или овошен компот. Доколку се употребуваат инсекти во храната, пред да бидат пласирани на пазарот, мора да поминат низ многу ригорозни научни проценки. Производителите мора да аплицираат за одобрување и тоа мора да биде наведено на пакувањето. Потрошувачите можат да го препознаат одобрениот прав од ларви по етикетата прашок од ларви третиран со UV зраци на производот. Исто така инсектите мора да бидат одзначени со нивното латинско и национално име, како и формата во која се користени. Според онлайн истражување нарачано од производителот на храна и храна за домашни миленици Херисто Ак, потрошувачите се прилично скептични за инсектите да бидат дел од нивната исхрана, особено повозрасните испитаници имаат големи сомнежи. Сепак, според проценките на Организацијата за храна и земјоделство, инсектите се дел од исхраната на околу 2 милиарди луѓе ширум светот, особено во делови од Африка, Азија, Централна и Јужна Америка. Повеќе од 2000 видови инсекти се сметаат за хранливи низ светот. Од 2021 година има инсекти во храната. Пред 4 години во Европската унија беа одобрени 4 вида инсекти како храна, најчесто во сушена или во форма на прашок. Го изгубивте апетитот од како ги видовте инсертите од прилогот на Симона и ние. Но ова не е ништо ново во светот, особено слушнавте ја и предмалку во Азија, Африка, Централна и Јужна Америка. Многумина го губат апетитот, дефинитивно, но не сите. Мислењата се поделени. На глобалните трендови се приклучи Европската унија со дозвола брашното добиено од ларвите на брашнестиот црв да се стави во употреба. Тоа значи дека истото ќе се користи за лепили колачи, тестенини, преработени производи од компир или сирење. Сега што велат нутриционистите и за безбедноста и за хранливата вредност на брашното црви? Утро ја прашуваме нашата нутриционистка Надица Илиевска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Знам дека не го изгубивте апетитот од како ги видовте инсертите, ќе ни кажете и зошто, го знам генерално и вашиот став, но ме интересира, Надица, зошто Европа не е рамнодушна на последнава одлука на Европската унија? Што прави толков револт кај граѓаните? Затоа што, како и за се, има бело и црно, има различни гледишта. И во овој момент, може би прв пат, многу нагласено се кажува дека ќе се употребува во храната, иако фарми за производство на протеини од инсекти, во Франција конкретно има веќе повеќе од 5 години, и во прилогот се кажа дека ова трае од 21 година, меѓутоа сега се пуштеа уште 2 типови на инсекти. Во испитување е уште еден, значи веќе 5 видови на инсекти ќе биде. Секогаш постојат за и про. Знаете, ние суштински ја сакаме глобализацијата и прифаќаме храни кои што не се наши традиционални. Може би ова е првото нешто што Европа ја згрози од проста причина што не спаѓа во традиционалната. Затоа имаме 2 тренда во исхраната. Едната е глобализацијата на храната, а втората е борбата за враќање чекор назад кон традициите на исхраната онаму каде што живееме. Меѓутоа, побудите, верувале или не, се стриктно практични. Инсектите се навистина нутритивно богати и тоа со протеини. Вклучувајќи се во глобалната борба за по-квалитетна исхрана, достапност на истите протеините. За ова се зборува уште пред 15 години, дека еднината на протеините ќе доаѓа од извори кои што се. Меѓутоа, најважното нешто е производството на животни, односно стока за храна, е скап процес, произведува многу повеќе загадување. Се смета дека емисијата од јаглерод диоксид од фармите за пилење низ светот учествуваат 14% по стакленичките гасови на нашата планета. Инсектите може да бидат контролирано
растени, контролирано преработени и контролирано означени. Трошат 7 пати помалку храна, а даваат 5 пати повеќе протеини од нашата конвенционална храна која што ја сметаме како извор на протеини. Сега застанува на исхрана во контролирани на миленици и посебно ќе нагласам да се знае во рибниците, бидејќи се смета дека на тој начин и ги заштетуваме од одредени болести. Втората причина е неконтролираното ширење на одредени болести кај животните, кои што за жал се пренесуваат и кај луѓето. Тој тренд почна од болеста на лудите крави, прионската болест, да не зборувам за свинскиот грип, за птичиот грип и така натаму, што значи дека се смета дека внесувањето на 4% во составот на некоја храна значително ќе го подобри квалитетот, ќе биде поевтино и ќе имаме нутритивно на крај храна. Ние живееме сепак во Европа, на место каде што имаме изобилие од храна. Меѓутоа, глобално недостигот од храна на одредени територии е многу висок. И предпоставувам дека, доколку во Индија направевте анкета, како што се направи во Европа, таму ќе го добија истиот ефект од прилогот, дека би требало одредени производи од јунешко кравјо месо да влезат во исхраната. Како ти реагираат на тоа што ние го јадеме тоа месо кое што за нас свет? Дури во сериозни портали имаше и коментари дека доколку вие конзумирате во Европа свински нозе, зошто не би конзумирале, не би се конзумирало и веќе преработено. Суштината, ако сакаме да ставиме една црвена линија е, во тоа колку ќе функционира правилното означување, контролираното производство и проверка на овие прашоци, кои што верувајте технолошки и не се разликуваат многу, значи ако доволно ги контролираме. Мојот личен став, ако можам да го кажам, е дека за нашето здравје е најдобро да се вратиме чекор кон традиционалната исхрана. Но ние глобално многу полесно го прифативме авокадото, кое што нас апсолутно не ни спаѓа во традиционалната исхрана. Или чијата. Чијата, киноата и така натаму, но имаме отпор кон другите глобалистички трендови. Не се движат. Се плашам дека отпорот ќе биде чисто од помислата, но докажано е со се она што се случува, испитувајќи го векот на живење, каде се најздравите луѓе, традиционалната исхрана, исхраната која што е запишана во нашите гени, која што ние ја препознаваме, која што ние се храниме на ова тло, е секогаш најдобар избор. Затоа треба да ги засукаме ракавите и со сите сили, и ние како стручни лица, и вие како медиуми, што повеќе акцент да даваме на традиционалната исхрана, која што се произведувала и може да се произведува се уште кај нас. Имаме отпор кон нови работи, нови трендови, но имаме и отпор кон примање на информации. Затоа сакам да разјасним. Барем дел од луѓето не сакаат премногу да читаат и да се информираат, веднаш изнесуваат став и мислење. Не станува збор тука за сите црви. Веднаш да расчистиме дека може по улица да се оди да собираш црви и тоа да правиш брашно. Бидејќи дел од луѓето, ако ги прочитате коментарите, и тоа така го сваќаат, и тоа така го прифаќаат. Тоа е така или како? Не, тоа не е така. Веќе имаме околу 4 фарми. Франција предначи во тоа. Значи, тоа се навистина строго контролирани услови. И тоа се навистина видови. Сега за сега се работи само за 4 видови. На високопротеинска храна, која што може во контролирани услови да не се разболува, да биде хигиенските практики да се применат и потоа таа се преработува. Но, што ќе кажам, се преработува и со нови технолошки процеси, а тоа е UV зрачење. На крајот на денот, UV зрачењето
ќе биде за 10 години најмалото малтретирање на суровината, имајќи во предвид дека денешниве технолошки процеси во себе имаат се само не здравје. И затоа ние велиме не високо процесирана храна. Не станува збор за неконтролиране јадење на инсекти, иако цела Азија, па и делови од американскиот континент, како што е Куба, како што е Мексико, имаат традиција на ловење на секаков вид инсекти. Но тоа е нивна традиција. Ова што сега во глобално се наметнува е всушност, мислам дека најмногу ќе најде примена во одгледувањето на одредени типови на храна, хранењето на нашите миленици, иако и тоа е знак на прашање, но ние и денес не знаеме каде се смета дека ќе влезат во одредени спортски суплементи, така се смета дека ќе влезат бидејќи протеините станаа мит во денешно време, а 4% додека стигнат до храна, мислам дека глобализацијата ќе ни донесе и други чудни видови на храни, кои што во иднина ќе треба да ги конзумираме. Па добро, ако ги вратиме годиниве наназад и, например, чијата, кога се промовираше глобално и требаше време на овие простори да се прифати. Сега веќе стана како секојдневие. Враќањето на просото во исхраната имаше големи отпори пред 20 години. Ден денес има луѓе што велат зашто јадеш тоа што го јадат папагалите. Да. Ден денес. Тоа е тоа. Сега тука се отвара уште една дилема. Да кажеме, добре дојдовте на црвите и кај нас за некои десетина години. Да. И како меѓу другото се менуваат навиките во исхраната. Ова отвара една друга дилема, Надица. Често се случува, може би еве и не толку често, но дискутиравме вчера со колегите на оваа тема дека можеме во својата кујна во дел од прехранбените производи како брашно или друг вид на храна да затекнеме црв. И сега прашањето е, треба да фрламе седи да чистиме цела кујна како што тоа го правевме досега или едноставно не е ништо страшно? Првото сепак. Добро. Значи, појавувањето на црви во брашна и на други места, значи дека почнал процесот на расипување на намирницата и тоа така и ќе остане. Добро. За секогаш, без оглед на тоа какви глобални трендови ќе дојдат во исхраната. Тоа значи расипување на храната и тоа значи дека храната треба да се фрли. Расчистивме уште една дилема. Ќе ги менуваме ли со ова навиките во исхраната и во која насока? Не сметам дека ќе ги менуваме навиките во исхраната. Ќе одговориме на некои посебни потреби за исхрана. Знаете, збогатен, значи колачиња збогатени со протеини. 4% од протеински прав од инсекти. Леп збогатен со протеини. Фортифицираната храна, мислам дека тука ќе најде место во одредени типови на индустријата. Меѓутоа, тоа сепак сметам дека наредните долги години ќе остане во рамките на фортифицирање на храната, во рамките на збогатување и во рамките на технолошкото процесирање на храната, односно на готовата храна. Она што ние дома го спремаме, ќе остане така, како што сме го спремале, и така и ќе биде. Ова се некои, можеби, трендови кои што полека преку друга врата ќе влезат во исхраната. Но дека на менито, како што бомбастично во германските портали одекна црвин на менито на Европската Унија, тоа сепак нема да се случи. 80% од анкетираните германци изјавија дека се згрозени од идејата да јадат инсекти. Ние мислевме дека ние Балканот е традиционално општество, меѓутоа, кога зборуваме за традиционалната храна и оно на што сме навикнати, еве ги и германците изреагираа. Сите реагираме инстинктивно на тоа што не е наше традиционално, освен ако не стане мода. А колку од овие 80% се балканци во Германија од анкетираните, да не го заборавиме тој момент? Сигурно не само тоа, него има отпор, да, има отпор, меѓутоа јас тој отпор повеќе го сваќам кон трендот на излегување од природниот начин на исхрана, кој што со милениуми човекот го користел. Во тој смисол одбивноста повеќе ја разбирам отколку кон нешто друго. Сепак и преработката и одгледувањето и преработувањето ништо во однос на вкусот нема да променат. Сега, ако сме реални,
Веројатно и нема да се забележува ништо при подготовката на храната. Нема Со да се ова, забележува ништо, точно е. Меѓутоа, сепак, ќе знаеме Зашто станува збор? Зашто станува збор, да. Благодариме за гостувањето и за тоа што разговаравме за оваа тема која што предизвика лавина коментари изминативе денови во рамки на земјите од Европската унија, па и тука на Балканот. Ми беше задоволство како и секогаш.